Струмичките одбојкарски репрезентативци пречекани како херои по освоеното второ место на завршниот турнир од Евролигата во Полска. Нив прво ги прими првиот човек на општината Зоран Заев. Браќата Георгиеви, Милев, Љавтов, Михаилов, Маџунков и Стојчев во исчекување на одлуката дали Македонија може да игра во Светската лига, на Заев му подари адрес. Капитенот на репрезентацијата, заблагодарувајќи се на приемот, истакна дека како играчи се подготвени да се носат со дел од селекциите од Светската лига, но од финансиски аспект не сакаше да коментира. Значи, Светската лига можеме, значи од квалитет можеме да играме, играчки квалитет, зашто таму има 3 шешири, еве сега баш разговаравме со градоначалникот, има 3 шешира и во третиот шешир игра репрезентации на Казахстан, Кина, Црна Гора, Словачка, од кои сме дефинитивно и поквалитетни, а и може да се играме со нив. Меѓутоа, оној болниот аспект, тоа јас не можам да ти кажам, не знам, тоа дај Боже да го решиме. Еве во вторник е првото заседање на FIVB во Лозана и ќе бидат излечени првите жребки и групите, така да се надевам дека ние ќе бидеме таму. Тоа е наш сон и мислам дека по ова сребро Европската лига следен чекор и како процес на развој на нашата репрезентација е баш таа Светска лига. Првиот човек на општината Зоран Заев апелираше до сите надлежни институции да помогнат на репрезентацијата. Како општина секогаш стојат на страната на спортот, но според него срамно е државата да не обезбеди средства за македонската селекција за учество во Светската лига, доколку утре Македонија доби официјална покана. Општина Струмица со поддршката која што го дава од својот сопствен буџет е пресудна во одржување на квалитетот на одбојката. Јас да испратам апел до сите градоначалници, одбојката е ефтин спорт. Таа не чини многу пари, а ве гледаме какви се радостите од успехот што го носат, секако еве за нас струмичани, но и за нас како македонци. Репрезентацијата која што го носи успехот. Во тој дел општина Струмица помага ги 48 клуба. Од програмата за спорт ќе продолжи интензивно да го помага спортот. Се радуваме како мали деца кои доаѓаат круните. Овие денови исплативме и наградата од 5000 евра за освоената круна, секако титула. На тој начин сакаме да поттикнеме борба за шампионски титули за освојување на купот и слично. Во тоа име јас и како политичар можам да испратам порака, поддршка до централната власт, која што треба по дефолт да ги поддржува репрезентациите, да се изнајдат финансиски средства кога се работи за парите. Еве нашите капитени, нашите играчи кажуваат дека ние го имаме она кое што не води на рамниште на најквалитетната одбојка во светот, да учествуваме во Светската лига. Не смеат парите да бидат проблем за учество, со тоа и за афирмација на Република Македонија преку спортот. Спортот е најголем амбасадор на државата и овде може да постигнеме мултиплицирачки успеси за нашата земја. Информиран сум дека за учество во Светската лига треба да имаме котизација од некој, не знам, 150, 200, 250 илјади евра. Тоа е гаранција дека можеме да учествуваме до крајот на колата, кој што не значи дека сите ќе се истрошат, заради тоа што еден дел од овие средства се враќаат. Но вакви средства за репрезентација и тоа во одбојката мислам дека треба да се обезбедат и испраќам апел до сите чинители и одлучувачи за оваа работа позитивно да одлучат за да не бидат парите причини за нашето учество во оваа врвна Светска лига. Излези момче право на тераса и поздрави јако целата раса, кренете раце високо горе. Како херои, синоќа беа пречекани на Струмишкиот плоштад за време на Струмица Опен фестивалот, каде илјадници посетители ги отпоздравија момците кои го донесоа среброто на Македонија од Евролигата. Дури ја запеа и македонската имна "Излези момче". Излези момче право на тераса и поздравија го целата раса, кренете раце високо горе, наша ќе биде и со ускопа.